Челниците на македонската држава, кои без малку една деценија не успеваат да изградат 57 километри автопат од Кичево до Охрид, кој требаше да биде најголемиот реализиран проект во поновата историја на Македонија, сега промовираат изградба на коридори, железнички пруги и пристаништа. Брда и долини, вети премиерот Ковачевски, кој денеска со својот албански колега Еди Рама го пушти во употреба новиот начин на заедничко управување на граничниот премин Ќафасан. Контроверзниот договор за изградба на коридорот 8, кој беше потпишан пред 4 месеци помеѓу јавното претпријатие за државни патишта и американско-турскиот конзорциум Бехтел Јенка, Ковачевски ќе го реализирал во рекордно време. Она на што веќе се работи е комплетно нов коридор 8 од страна на Северна Македонија, меѓутоа и од страна на Албанија, и тоа е нешто што во наредните 5 години ќе стане реалност. Ако карактеристика на инфраструктурата помеѓу Албанија и Северна Македонија беше дека таа не постоела, сега за 5 години ние ќе имаме најдобра инфраструктура на Балканот. Изградбата на коридорот 8 заедно со коридорот 10D чини 1,3 милиарди евра. Заедно со Албанија, Бугарија и Италија успеавме коридорот 8 да го ставиме на мапата на трансевропски коридори, што значи дека веќе овој коридор може да добива финансирање од Европската унија, рече Ковачевски. И не само тоа, тој зборуваше и за железничко поврзување помеѓу Македонија и Албанија, проект кој беше промовиран пред 9 месеци. И веќе работиме на проектите кои се однесуваат на изградба на железничка пруга помеѓу Албанија и Северна Македонија, особено помеѓу Кичево и Илин. Тоа ќе овозможи и реализација на она што веќе сме го договориле, а тоа е на новото пристаниште во Драч, да има и суво пристаниште во Струга. Инаку на денешниот настан, на кој беше промовирано заедничко управување на границите и царински контроли со едно застанување на граничниот премин Ќафасан, присуствуваа министри во двете влади, пратеници како и нависоки представници на институциите за царинско управување на двете земји. Но не само што не беа предвидени новинарски прашања, туку новинарите не беа воопшто поканети. Беше овозможено присуство само на сниматели и фоторепортери.